Епохални археолошки откритија пронајдени на нива во Струшкото село Корошишта. Според монументалноста на гробницата и карактерот на наодите, откривањето на двете гробници ќе одекне како археолошка бомба во регионот, вели археологот Перо Арџанлиев. Тој ги демантираше информациите кои одекнаа во дел од порталите дека на локалитетот е пронајдена златна маска и ќуп со златници, но наодите кои биле пронајдени како надградник, дел од златна рака, златни прстени и други наоди покажувале дека ги надминува сите досега познати архајски некрополи на Балканот. Покојникот бил член на елитата на ихелејска фамилија која владеела на овој простор во 6 век пред нашата ера. Гробот бил долг 7 метри, широк 4, поладлабок 5 метри. Не интересираше дали локалитетот на кој откриено вакво епохално откритие и на кој уште се работи е соодветно заштитено и обезбедено, затоа што изминативе 2 дена таму доаѓало местно население, луѓе од градот, а бројни фотографии и видеа осамнаа на социјалните мрежи. Локалитетот се наоѓа на 50 метри од главниот пат кој ги поврзува селата Волино и Корошишта. Ние намерно допуштивме да доаѓаат населението, затоа што нашата цел е да го ќе кажам public awareness на англиски, значи да ја крениме свеста на населението. И намерно јас одлучив како раководител и стојам позади тоа, луѓето да се запознаат со што казнените мерки, не знам дали ги знаете казнените мерки во Закон за заштита културно наследство, поарно да се занимавате со продажба на дрога, него да се занимавате со копање на артефакти. Со дрога ќе добијате 2 години затвор, од ова добивате 5 па нагоре. Вредното откритие е пронајдено на нива на која собственикот садел пченка. Сега пред 3 години зеде дете на багер, ојдеме да копеме таму ке нива, да ваѓаме камења, не доќинаме нешто. Копаме камења тука и излегла доста камења, кога после излезе и шлемот. Го зедоме шлемот, го исисиме убави, го донесеме тука. И од тогаш нешто ме гризеше. Чим шлемот е тука, ќе имам нешто. Главниот археолог кажа дека допрва ќе се обезбеди и заштити локалитетот на кој се работи, а она што е откриено ќе биде изложено во археолошкиот музеј во Скопје.